Да се живее поинаку, нова книга на доктор Снежана Джамбазова Попордановска. Едно прекрасно издание, кое што има многу пораки, има многу поуки и навистина можам да кажам дека мало издание е многу големо. Пред се за овој свет во кој што живееме, кој што е многу динамичен, многу бурен, многу стресен, многу ни помага. Дојдовте токму од Австралија и навистина ми е драго што ќе биде и тука и промоцијата на вашата втора книга. Ајде малку, што значи тоа да се живее поинаку? Да се живее поинаку значи да се постигне смирена состојба на умот. Да знаеме како да се соочиме со животните предизвици на еден мирен и спокоен начин. И да бидеме постојано во контакт со изворот на бескрајна љубов и мир кој што постои длабоко во секој од нас. Каде се може да се најде оно извор на убава, на лесна енергија, на позитивна, на љубов, на среќа? Да, многу убаво прашање. Знаете, јас работам како психолошки советник во една универзитетска клиника во центарот на Мелбурн, каде што работам со луѓе од преку 100 различни култури од светот. И во тие сесии јас го слушав плачот на нивното срце, бев сведок на нивното емоционално страдање. И нормално со сите тие научно засновани техники им помагав како да го надминат страдањето. Како да ја постигнат таа смирена состојба на умот. Како да го подигнат своето ниво на свест. Значи, сето тоа ме инспирираше да, гледајќи ги тие позитивни промени кај нив, кои што ги забележува сите луѓе околу нив, да ја напишам оваа книга и да ја преточам таа моја мудрост и огромно интернационално искуство во оваа книга да се живее поинаку. А исто така ја продолжив да пишувам затоа што тоа што го осознав во текот на мојата 20 годишна научно-истражувачка работа во областа на психологијата е дека најважно е секој од нас да работи на својот личен развој секојдневно со цел да го зголемиме нашето ниво на свест. Бидејќи научните сознанија окажуваат дека кај еден просечен човек повеќе од 80% од мислите се претежно негативни. Тие мисли создаваат енергетски бранови во нашето тело, кои што создаваат негативни чувства и ни влијаат на нашата благосостојба. Создаваат болести, а истовремено ја шириме таа негативна енергија. Сега, со тие научно засновани техники, кои што се многу едноставни и практични и се убаво пишани во оваа книга, која што е преведена и издадена на англиски јазик и на шпански јазик, и исто така пред известно време беше одбрана за книга број 1 во областа на психологијата и медицината на Амазон, американскиот Амазон, што наистина мене посебно ме радува. Значи, тие техники се убаво објаснети како да се стигне до тој извор на трајна среќа и постојан мир кој што постои во секој од нас. Има ли нешто што нас во светски рамки, како нации, не обединува во психологијата, каде што треба да се помогне? Покрај стресот, покрај она несреќа што може да ја носиме во себе, да е од било, да е од различен карактер, што е она што е заедничко меѓу нациите? Тоа што е заедничко во светски рамки е стравот. Значи, кај повеќето, мнозинството од луѓето постои страв. Страв од иднината, страв од соочување со некоја несакана или непредвидлива ситуација, која што пак доведува до чувство на анксиозност најчесто, а се разбира може да предизвика дури и панични напади, па дури и суицидални мисли. Значи, јас работам со пациенти кои што ги имаат овие проблеми, депресија, проблеми во врските и така натаму. Така да во тие сесии јас со многу едноставен практичен начин им помагам како да го надминат стравот, како да ги надминат сите стравови, со тоа што, например, тоа што најчесто се загрижени луѓето кога ќе дојдат во тие психолошки сесии кај мене се што тие најчесто мислат на најлошото можно сценарио во одредена ситуација. Со посебни когнитивни техники, значи техники на умот, јас им помагам како да се заменат тие негативни мисли и погрешни верувања за тоа како
да се живее животот со позитивни, инспиративни мисли, кои што ќе им помогнат не само да ги надминат своите стравови, туку да успеат во животот, да се реализираат себе си во полето на својата пасија, а исто така и во сите полиња на животот. Кој е наједноставниот начин вака практично да ни кажете или да ни покажете? Тоа што јас ги советувам моите пациенти, студенти и сите луѓе кои што доаѓаме во контакт е следното. Наместо во врската со било кој човек да го обвинуваат, да го критикуваат или да го осудуваат тој човек, да се свртат кон себе си и да си го постават следното прашање. Што љубовта би направила сега? И тогаш, наместо да делуваат водени од страв, ќе постапуваат со љубов. И тоа ќе им се врати. Значи, да извлечеме, сакате да кажете во обичните работи, во обичниот ден, во секојдневниот, мораме да најдеме нешто убаво што ќе не држи во текот на денот, ќе ни ја направи личноста, малку ќе не исполни со убава енергија, за да влијаеме на другите. Како што вие влијаете сега на нас, мора тоа да го признам. Благодарам. Да, токму така. Значи, најважна од се, најважната љубов е љубовта кон себе си. Значи, сите ние мора да научиме да се сакаме, да се прифатиме себе си со сите наши доблести, недостатоци и мани. А наједноставниот начин да го направиме тоа е да престанеме да се критикуваме и да се обвинуваме себе си. Значи, да сватиме дека секој човечко суштество, вклучително и ние самите, сме една уникатна Божја креација, која што во суштина е составена од љубов. Затоа што љубовта е се. Љубовта е шепотот на душата. Затоа што сите ние знаеме кога даваме и кога примаме љубов, тогаш нашата душа се чувствува среќна, исполнета, блажен. А за да го постигнеме тоа ниво на свест, значи треба да постигнеме сите едно повисоко ниво на свест, кога наместо од страв ќе респондираме со љубов. А за тоа пишувам во мојата следна книга. Навистина, многу ни кажавте во овој, можам да кажам, краток разговор, да се живее поинаку. Еве, ја препорачуваме на секој еден кој што навистина има проблем, може и да нема проблем. Не мора да секој да има ментален проблем, па за да дојде до нешто за да се чита. Сепак ќе ја препорачаме да ја купат и навистина ова е едно мало ремек дело, така ќе кажам. Ви благодарам од срце, да, книгата е базирана, ги спојува фактички древната мудрост, најновите научни сознанија во областа на психологијата и моето долгогодишно интернационално искуство и, како што рековте убаво, ги содржи одговорите на најзначајните животни прашања.